Далиборка како земја домаќин се носи со притисокот по бурата од реакции, обсеги, представи плановите и донесен заклучоци, а планира да продолжи со работата и со ново председателство. Далиборка повели со деталите. Pa dobro, za сега, Павле, значи уште утрово домакинот, председавачот СОПСЕ Бујар Османи ги пречека лично гостите овде на Министерскиот состанок и им посака успешна и плодна работа и смели одлуки. Нешто подоцна тој самиот ја отвори пленарната сесија во која порача дека организацијата мора да обстои понатаму за да може да носи конкретни решенија за отворените конфликти. Исто така побарот присутни да постигнат консенсус во однос на следното председавање со ОПСЕ кое треба да го преземе Малта. Предлагам да чуеме дел од неговото обраќање. Сложените предизвици на војни и конфликти во регионот на ОПСЕ, прекршувањето на нашите вредности и огромното страдање околу нас не обврзуваат уште повеќе да работиме, да си поставиме уште повисоки цели, како што вели Сартер, да не прифаќаме пораз. На крајот од нашето председавање испраќам порака на надеж. Нема да бегаме од средба со историјата. Ќе бидеме одговорни пред настаните и дека ќе обезбедиме целосна конструктивна иднина за ОПСЕ. Веднаш по него се обратија и председателката на парламентарното собрание, како и генералниот секретар, кој порача исто така дека ОПСЕ мора и понатаму да обстои за да може да обстојат и нивните мисии. Кажа дека и понатаму ќе продолжат со поддршката кон Украина, со деминирањето, како и за другите проекти кои што се однесуваат особено на трговијата со луѓе, за која рекоа дека жртви има над 25 милиони лица. Исто така зборува и за корупцијата, за правата на жените и за човековите права. Кажа, но сепак беше кажано дека ништо од сите овие проекти нема да биде завршено доколку не се изгласа буџетот. Да ги чуеме нивните излагања. Руската Федерација, за жал, продолжува да ги крши сите принципи од овој Хелсиншки договор. Но ОПСЕ продолжува со својата работа. Знаеме дека имаме препреки на патот. Блокирање на усвојувањето на буџетот, дополнителни ограничување, сето тоа ја загрозува нашата колективна безбедност. Очекуваме резултати од нашите избрани представници од кои што очекуваме опипливи резултати. Во овакво време на несигурност можам да кажам дека ОПСЕ е клучна организација. Препораките од Ванкувер ја покажуваат нашата посветеност да ја поддржиме Украина со сите можни мерки. Ние понатаму ќе бараме поддршка во Украина, имавме поддршка за нашата мисија, даваме исто така поддршка и за демократските институции во државите членки. Ова е можно заради екстра буџетската поддршка што е дадена од 35 држави членки и Европската унија и представниците на теренот. Тука се 30 на проекти, вклучително и за деминизирање и борба против трговија со луѓе. Самото влегување утрово изјави дадоа австрискиот министер за надворешни работи, израелскиот, кој исто така зборува за значењето на ОПСЕ, меѓутоа австрискиот министер порача и дека ги разбира државите кои одбија да учествуваат на овој состанок, откако министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров го потврди своето присуство. Сепак кажа дека мора да се работи понатаму на диалогот. Израелскиот министер пак зборуваше за актуелната војна во Израел. Да ги чуеме и нив.
ОПСЕ е организација со 57 земји членки на еднакво рамниште и верувам дека сме добро советувани да ги чуваме правилата, договорени пред повеќе декади и да се однесуваме еднакво кон сите. Ова е организација што ни е потребна за диалог. Целосно ги разбирам особено украинските пријатели кои одлучија да не присуствуваат, но верувам дека ова е се уште организација што ни е потребна, не само за односите кои се особено тешки со Русија, но и за Централна Азија и Јужен Кавказ. Затоа потребна ни е оваа платформа за диалог и ако ја гледате состојбата на глобалните односи, верувам дека во иднина потребата од ОПСЕ ќе биде се поголема, а не помала. The 7th of October was a tragic day for the state of Israel. We actually see that the same country which actually fight and support the fight against Ukraine doing the same against Israel at the moment. There is only one responsible for the massacre of the 7th of October, the hostages, the war that started after, and the suffering of the people in Gaza, which is the Hamas, ISIS. We will continue to fight until we will bring back all our hostages and until we will eliminate Hamas. The world should be united to free Gaza from Hamas, ISIS, in order to ensure that such atrocities will not take place in any other place in the world. Паралелно со сесијата овде течат и други споредни настани, а во моментов се одвива потпишувањето на декларацијата против корупција која треба да ја потпишат представниците од балканските земји.